Почитувани да си кажеме со еден од најпрепознатливите македонски актери. За актерското зрење низ годините, за тишината зад аплаузот и за улогите што го обликуваат и на сцената и надвор од неа. За регионалните проекти, за театарот, работата со деца и за одговорноста на хуморот и сатирата во ова сериозно време во кое живееме. Почитувани, Сашко Коцев, на моје големо задоволство, добре дојде. Добре најдов. Дали ќе се пресираме од почит кон гледачите или на ти? Веќе трет пат сум, мислам, кај тебе може на ти да помине, сега да не се обременува. Благодарам на таа можност. Да не замерат гледачите. Порекогаш има коментари, ка што е ова обраќање на тебе, ама еве ние сме, да кажеме, веќе пријатели, така. И работиме во иста телевизија, така да. Благодарам на епитетот. Исклучително активен период за Сашко Коцев, нели и на домашната и на регионалната, па и на европската сцена. 3 серии во Србија, ако добро забележав, 2 филма во Македонија во овој период. И тука е она редовниот ангажман во матичниот театар во МНТ со нови представи, исклучително богата сезона и за МНТ во 2025, нели? Па работата на телевизија, Лол со Сашко и со Мак Петрол на Телма и сега се подготвува и новото издание на Бубамара. И како изгледа еден обичен актерски ден во... Па прво се домашните обврски од Савајле, пробите потоа не почнуваат во 10 часот, некаде од 14, може 15 часот, па другите домашни обврски или нешто што може тука да се усклади некој состанок, некоја креативна работа и после вечерта. Добро, после имаш малце такси служба, нели? Музичко, балет, она со детето, но навечер ни се представите. Немаме представа секоја вечер, сега да не... Значи 24/7 ангажиран турбо? Па не, вака многу интересно што ние имаме некој клизно работно време. Значи може да се случи да 11 дена немаш буквално 3 минути да седнеш, може да се случи 15 дена да немаш ништо. Така да ние ги жртвуваме, тоа време 24/7 го жртвуваме, па после па одмараш. Тогаш кој трча на балет, на музичко? После другиот партнер. Другата половина. Да, докторката. Добро. Да, и тоа е. Се надополнувате, стасувате се. Да. Не е ништо страшно, нешто стално за родителство кога збориме, некој ќе каже дека е изморен. Не, тоа е посебна некоја енергија, посебна некоја сила. Одишта не можеш да видиш изморен. Особено кога станува збор за татина керка, нели? За керка, да. Како тоа, нели? Керките се татини, овако синовите мајкини, мајкин син сите викаат, и татина керка. Иако не е така, ние сме 50-50 сме. Овакво, инаку спомна меѓународната сцена, и тоа многу ми интересно беше уште оддамна, знаеш, тоа е желба на секој актер каде надвор да излезе. И не еден наш познат, многу познат актер, 80-ти, не знам, 90-ти години му викале, ти си многу добар, бе, ти не си бе ти за тука, иди бе негде надвор, иди у Ниш. Значи не у Белград, до Ниш барем да може да. Толку си добар што за у Ниш на сцена. Не, Белград е премногу, демек за до Ниш. Така да и мене ме вика, иди бе негде до Ниш и еве Белград тргна. Многу интересно и како се најдовме со тие продукции. Знаеш, многу наши актери снимаа веќе таму. Тони Михайловски беше доста Тони ангажиран. Николи Становски најмногу, Александар Михайловски снима Едмонд, мислам, снима доста, има доста вака актери. И сега ти во кои минатата поголеми, кои поголеми улоги, кои помали, не е битно. И од секојаш, јас имав еден филм, еден во Србија снимавме, па после еден во Словенија, ама некако баш таа мас продукција не ја фативме. И звонат на Инстаграм. Так, здраво. Ние сме од таа продукција, баравме актер на 40 години, тебе те најдовме на интернет, па ми пише да се чуеме. Која серија? Радио Милева, супер, викам. Значи радио ти се некако судбински, радио Милева. За на радио сум најбољи, викам. Не изгледам превише добро за тебе. И во Радио Милева, И вика, што ќе идеш? Бугарин. Како бе, викам ја бугарин? Не бе, вика, не кефме да биде бугарин, сакаме да измешаме и не знам ни јас зошто. Аре, ќе земе македонец. Отидов јас таму. Што би рекле србите, не будем лень, јако се спремам, иако тоа секогаш е, нели? Добра подготовка е. Подготовка, но тоа стварно нешто. И одма, некој освежување се случи. Уште една епизода, требаше само една епизода. Уште една епизода. И сега во декември се јавуваат, слушај, сакам овој лик да го прошириме од цела сезона. И таму еден од главните Никола Којо, главните ликови, па вика на тој ранг да биде. Јас бев као некој негов пријател кој што шверца виски од Бугарија, без бандерола, и сега вика да го превземеме тој лик и баш ми израдува сега месец декември дека ќе треба да снимам од февруари до јуни.
така баш. Повторно Буги, повторно Радио Милија. А другите две се, едната се викаше Авионџије, кој што е доста долги сезони, 5-16 сезони во Србија, Авионџије, и една која што уште не е излезена, работен наслов имаше како Имот. Таму беше многу интересно. Значи, снимам на таа истата продукција со Авионџије. И снимам јас во Авионџије и на сред снимање ме викаат во продукција македонец. Дојде режисерката. Викам, нешто не е кој што треба. Многу вика и се свигаш, дали ти може у следната, што ќе ја правиме следната серија, што ќе снимаме, играш еден голем лик, дали си западен, што како. Се ќе откажам, викам. И беше стварно многу голем лик, требаше градоначелник да играм на едно приградско место во Белград, но после 2 недели сепак увидоа дека тоа мора да е многу постар лик, зашто градоначалникот пишува дека е 20 години градоначалник. После увидоа дека мора да е баш србин, они сами си рекоа, вика, мора да е, брате, тоа сарбенда. Нема врска, добив помал лик, али среќен несек. Дома се издервира кога ми доделија, требаше да снимам од јуни до ноември. Викам, ако си градоначалник. Ако сум градоначалникот, па викам, чек се, ја на одмор како ќе идам? Ти знаеш како е тоа? Македонче на море мора да се отиде. И нема врска, после која добив улогата и ми рече женем, ете ти сам си ја повика судбината. Сега може да се одмориш, да се прошаташ. И така исто, многу убаво искуство. Многу убаво искуство е, знаеш зашто? Малку и доказ пред себе. Знаеш, тука веќе си во некоја комфорт зона, во некоја комфортна средина, сите те знаат, веќе си стациониран, докажан, позициониран. Оној предизвик професионални што ти не достигаше, го доби во сериите во Србија. Да. И дури ми беше предизвик и српскиот јазик. Јас сум настапал на стендап сцената доста во Србија и во Словенија. Но тоа почнав малку да го занемарувам затоа што тоа видов дека не ми носи ништо. Зборев таму можда некој не толку чист српски, но еве се можам да се пофалам дека сум. И како сад говориш српски? Како сега зборуваш српски? Морам да го преведам ова. Како причаш српски? Не, во Радио Милија е многу интересно, таму сум заштитен. Играм бугарин, кој што збори лош српски, врти на бугарски, ама сепак да е разбирливо за нив. Некоја реплика вака за оваа? Не, најбитно е како им влегувам во кафичето. Каде сте бе, калпазани? Калпазани. Да, тоа е секојаш така како тредмарк на ликот го оставивме. Таму е малку тешко затоа што они на мене оставија и ме прашаа дали јас би го правил тоа. Да биде бугарско-српски, но да биде разбирлив за да не мора титул да иде. Така да тука малку учествуваме заедно во сценариото. Значи оставена ти е малку слобода. Оставена е слобода за да импровизираш во некој дел. Да, само заради тоа, за да пошто јас можам на чист бугарски да го направам, ама нема да биде разбирлив, ќе треба да става титул зашто има зборови што не ги разбираат, има македонски што не ги разбираат. Так. За нас е полесно. А знаеме некои наши како зборат српски. У 9 падеш. Така да подобар сум, од тие сум подобар. Добро, тоа е тоа што се случува во Белград, во Србија. Значи, Да, подалеку од Ниш. Да, овде со режисерот Гоце Трајковски снимавме краткометражен филм овде во Македонија во декември. Едно многу убаво искуство, едно многу интересно сценарио и искуството е одлично. Како се на 0 степени снимав до појас гол, ама супер. Филмот се вика Белата вдовица. Горе доле вчера, завчера се слушнавме со режисерот, горе доле е готов. Веќе ќе почне да аплицира по фестивали. Тие краткометражни филмчиња се многу интересно искуство и за актери, за режисер, за цела екипа. Што е улогата што си гол до појас? Не смеам да откриам. Добро. Не е ништо еротско. Напротив, многу трагично. Една драма за еден човек. Така и алудира насловот, не е. Да. За еден железничар кој сам осамен. Добро. Тоа е една метафора за минливоста на животот. Многу интересно и за сценарио за тоа што сме тука и што ќе бидеме таму. Бидејќи ги спомна и самиот минатите гостувања овде на истава емисија, тогаш зборувавме за стикер, за налепница. За стикер зборувавме, така беше. Зборувавме за стикер и за Зоки Поки со Анастасија Анерска. Да. И зборувавме исто така за еден филм што го снимаше во Словенија. Да. За стикер знам дека се уште добро поминува. Не, стикер веќе го извадивме на YouTube да може секој да го гледа. И онака уште една нова лавина коментари и нова лавина. Значи квалитетен производ што трае? Да. Претходно луѓе го гледаа на телевизија, мислам кај вас дека одеше на HBO, одеше претежно по фестивали. И се бараа луѓе дај да го гледаме, викам не смееме да го пуштаме затоа што беше во собственост на дистрибутерите од Германија, но сега тој договор заврши и конечно може сите да го видат. Баш онака многу ни убава на душата со Ѓорѓи Унковски кога
сите ни пишуваат овој коментари како го гледам. Растори у првите 2 дена не знам колку илјади прегледи имаш. Задоволството Неверојатна случка е тоа со стикер, значи во ниеден момент кога го правевме, ние не го мислевме, не ја мислевме таа големина, не се стремевме. Се стремевме да направиме најдобро што знаеме и можеме во тој момент. Режисерот, јас, режисерот и сценарист во исто време, целата екипа, директорот на фотографија, најдобро што можеме од тоа да извадиме. И успеавте, ете, задоволството И ете, кога тргна фестивали, дури има награди кои што не сме ги ни објавувале од стикер. Знака, веќе беше непријатно, па добивте награда. Таму има многу вие добра, скромни, да. Таму има многу добра случка, на крајот една многу емотивна сцена каде што он конечно стигнува до неговата керка да го даде кончето и ја промашува, не е таа зашто се маскирани како јапанки. И таа тешка сцена, таа последна се снима, таа ја мислам цел филм како тоа ќе го одиграм, како да биде. И она пикантерија од сет. И веќе сме во овертајм, преку време на работење, веќе 5-6 дена, тоа се краткометражни филми кои што немаат голем буџет. И екипата вика готово, не може више, мора да си идем. И куферите вака ги пакуваат. И режисерот вика по еден дубл, што снимиме, тоа е. Таа најубавата сцена од прва е снимена. Така ако ќе каже некој по 30 пати го повтарате на филм, не мора да значи дека. Може и од прва или од втора. Да. Добро, а што друго со филмови и да со филмови треба на Косара Митич филмот 17, сега стигна веста. Така е работа на 17 наслов? 17. Не, веќе е наслов на филмот. Добро. Е одбран за Берлинале, што исто голема вест, многу битна работа, тоа е во многу тешка и многу висока конкуренција. Браво, честитки. Да, тоа на Ѓорче Ставревски треба да излезе уште еден филм каде што играме една епизода, така помала. И тоа е во главном сега малку на телевизија сме нели пребацени со Телма, со Лол и со Сашко и со Мак Петрол. Лол. Тоа е уживање да се работи. Тоа е уживање, меѓутоа и веројатно многу голем предизвик да се работи со деца. Бидејќи во филмот си играш улоги на филм, си играш улоги во серии, си играш во театар, си правиш стендап комедии, настапуваш како водител шоумен, меѓутоа со деца е многу специфична работата. Веројатно затоа што се искрени и кај нив нема глума. Да. Од една крајност иде, или е многу зборлесто, или едноставно се инхибира. Но тоа е нормално, тоа е дете. Ти човек, мене кој ќе ми се запали црвеното на камера, па имаш некој стрес, па камели за дете. Ова сакав да кажам, кога го снимав во исто време Зоки Поки серијата која снимавме, и во исто време го снимав М на Вардан Тозија филмот, татко глумев и таму на 7 годишни деца и 8 годишни. Реков ја више со деца никад нема да работам, зашто така беше стресно, така мора на све да внимаваш. И после долги години што го надминал тоа и никогаш на покана не вели никогаш. Да. И еве на покана на Мак Петрол, што да правиме заедно, да направиме нешто, викам нема за деца ништо. И така ова е еден концепт стар амерички концепт. Поминува, добро поминува. Да, супер. Бидејќи како што рече, го погодивте на целната група, бидејќи не достигаат такви проекти емисии за деца. Да, така ентертејнинг, а во тоа сакаме да секогаш гледаме да впротнеме некаква дидактика, малку некоја поучност да има, да се извлече нешто од тоа, да не биде тоа само ха-ха хихи со децата. И така ги склопуваме и прашањата. Меѓутоа знаат да видат навистина и нели и така оди рекламата едно од најкомичните ТВ шоуа, меѓутоа стварно е комично бидејќи како што реков, да не се повторувам, децата не знаат да глумат, многу се автентични, многу се искрени и некогаш одговорите нивни знаат да бидат многу смешни. Така што ти го земаат приматот таму. Не си ти главен шоумен и комичар, туку децата знаат да дадат таков смешен одговор. Натака и тргнав. Нели? Да кажам, тој сакав, тоа ни беше и мислата, и мене ми беше тоа мислата и концептот. Не да сум јас звездата. Јас сум само тука медијатор, фасилитаторот за да се стигне до таков и таков резултат. Зар јас не можам да ги надзборам децата така? Не, туку напротив, јас тивко гледам да ги вовлечам во некоја приказна и да дзирнеме внатре што се случува во нивните глави, како они ги восприемаат овие работи што ние, како они ги гледаат, како ние ги гледаме, да видиме разликата. Така. И тој поглед низ детската призма, често пати се забележува дека и тебе како водител те одушевува. Има нешто вака што те насмејало до срце некои од детски одговори од последниве епизоди? Многу имаше. Имаше од Куманово брат и сестра. Тоа се неверојатни деца, јас ништо не ги прашувам. Толку се отворени, толку збореси, толку се стамени, они имаат 5 години и 6,5-7 години, така нешто. Значи како да разговарам со возрастни. Ова се Куманово пак протекција. Нема врска, случајно дојдов. И ме воодушеви детето, 6,5 годишно дете. Викам, што ќе му нарачаш на Дедо Мраз? Па вика, ќе му кажам,
ако не сум добар, да дојде да ми залепи еден шамар. Ето. Значи, он сам себе Си одлучува за сам себе. И одговорен и свесен дека он мора да биде добро дете и послушно. Го прашаш што сега да стане кога ќе порасне, може би актер. И тоа го прашував. Предко ми рече дека имале рипчиња, па им умреле куче, им умрело, крава им умрела. Викам, што сакаш да бидеш ветеринар? Ау, викам, ветеринарите никако. Гледаш, викам, или можда па подобро да биде ветеринар, да може да ги спасува. Така. Има многу интересни, има воодушеви. Едно дете ме расплака од Гостивар, мислам Александр Алек, како се викаш. Ме расплака, викам, што е за тебе среќа? И он ми вика, што е среќа? Како да бидеш среќен? Он вика, па јас све имам татко, имам мајка, имам брат. Не ми треба ништо друго. Неверојатно, нака ме стапи се. Доволно за среќа. Да, ме стапи И се. повеќе од доволно. Да. А стварно, што друго недостига? Нема ништо материјално немаше таму, едноставно што ми треба вика повеќе се мајка и татко и брат. Многу добро. Да сме сите живи и здрави, Да. толку тоа е доволно за среќа. Браво. Вистинска поука од децата. Добро, сега одиме полека, ајде уште малку за театарот, бидејќи плодна година МНТ рековме најавивме, па потоа сега малце за стендап комедиите и за она што си најпрепознатли, веројатно и најпопуларен. И Буба Мара настапите низ годиниве. МНТ Ничија земја, 12-ка, бум во 2025-та, бум што се уште трае, тешко се доаѓа до билет за 12-ка, Ничија земја, не знам како помина, меѓутоа знам дека беа твои колеги од театарот овде, откако имавте неколку регионални гостувања и со аплаузи бевте наградени на европска сцена и во Будимпешта. Прво со 12-ка бевме во тоа беа размена, гостување, не беа фестивали во Сараево и во Подгорица. И таму ни беше најголем предизвик, затоа што овде тие 12 лица ги знаеш од прв до последен. И нормално они тебе да те купат. Ни беше предизвик таму да одиграме како ќе помине. Немаше никаква разлика. Представата помина како и овде. И во Сараево и Подгорица. И во Сараево и Подгорица. Тоа беше предизвик за нас, за целиот концепт, за целата режија, за целата представа. А потоа Ничија земја беше на два фестивали, едното е европски фестивал во кој што учествуваат само националните театри како од Белград, Софија и Македонија, како е на тромеѓе, тоа беше Кюстендил. И едноставно дојдоа после тоа имаше такви комплименти после тоа, онака сите рекоа ние би сакале вакво нешто да одиграме во ваква продукција. Која представа игравте во? Тоа е Ничија земја. Во И Ничија земја во Кюстендил и потоа бевме со Ничија земја во Будимпешта. За тоа читав и за тоа зборувавме. Да, Будимпешта беше многу интересно, што имаше тркалезна маса после представата. Разговаравме за многу работи, со многу епитети убави од унгарците. Еден македонец се обрати на англиски, што живее таму, работи во голема компанија и рече: "Фала ви што не направивте горди дека сме од Македонија и да покажеме, зашто сигурно во Унгарија има некоја звртена чудна слика за нас тука, сигурно сум не толку убава, нели, една земја од третиот свет, не знам што не сме Европа, и вика да покажеме од каде доаѓаме. Фала ви што ја одигравте представата и можеме гордо да покажеме од каде доаѓаме. Што покажавте од каде доаѓате? Да. Во таква продукција. Тоа е Ничија земја, тоа е на Дани Становиќ текстот кој што освои Оскар за неанглиско говорно подречје 2000 или 2001 година. А режисерот, еден многу голем режисер, кој што секој работење со него е нов факултет, Александар Морфов. Е тоа. Јас работи овде и до сега има доста награди со оваа представата. Така да би поканал сите, не знам кога е следната изведба. Меѓутоа на репертоарот на МНТ не се симнува и не се клади на енглези. Да, тоа е еден феномен неверојатен. Премиера 4 март. Значи не само што не може да се најде билет за 12-ка, за Ничија земја претпоставам исто така. Во МНТ доста од представите не се клади на енглези, се уште е меѓу топ 5 бројот. Неверојатно. Тако. На што се должи успехот? Не знам. Тоа се должи на текстот кој што е актуелен, на играта кој што ние сме воспоставиле таму на сцена, на тие ликови. Најголемиот комплимент што го добивме, еден пријател на Александар Микиќ, му рекол како да гледав низ еден прозор да дзиркам, 3 другари се расправаат во исто време за нешто многу битно. И сето тоа заедно со режијата, заедно нашата игра, сето тоа заедно направија 12 години. Ние кога правевме исто, правевме некаква представа да има комерцијален успех, нешто не очекувавме ваков бум. Значи, неверојатно. Сега сме 2026. Играме на 7 февруари. Нема карти уште од декември, не знам кога објавено. Неверојатно е тоа. Инаку минатата
Година помина во знак на 80 години МНТ. Имаме една представа која се вика колку е блиску сонцето, насловена според првата реплика која е изговорена на таа сцена. Во 45-та е тоа. 45-та година изговорена колку е блиску сонцето во Платон Кречет представата. Представата кој актер тогаш не ја кажува тоа? Вера Вучкова, мислам дека беше. Да не сгрешам, нека ми извинат за момент, зашто кај мозок. Овакво тоа е една колажна представа од 2 часа во која што игра буквално целиот ансамбл на Македонскиот народен театар и играме парчиња од представи кои што поминале низ МНТ од македонски автори. Тука се Горан Стефановски, Чинго, Дуковски, Чернодрински, Васил Илјовски, сите заедно. И после све ова вака како едно резиме, значи ангажиран на многу полиња и во различни улоги, во која си најприроден, ти, дали си во оние улоги во комедиите, бидејќи поголемиот дел од јавноста така те препознава, како стендап комичар и како... Па тоа е заради Бубамара. А играш сериозни улоги во тешки представи, во тешки... Да. Па јас од премиери, од 45 премиери што сум имал различни представи, може и повеќе. До сега јас сум имал само 10 комедии. Принципот мој е ист. Некои викаат кај се даваш повеќе, сегде се давам највеќе. Некаде глумиш повеќе, а каде си повеќе ти? Да, не би знаел тоа да го кажам. Не знам, јас уживам и во тоа и во тоа. Театарот за тоа постои, публиката да ја растачиш или да ја насмееш. Така тргнал, така се создал театарот. Така да и денеска мислам дека тоа е основата. А кога зборуваме за актерско зрење, еве, што значи за тебе лично тој поим? Дали станува збор за техника, за избор на улоги или генерално за односот кон професијата? Или да го свртам од другата страна, бидејќи ми дозволи да се нарекуваме пријатели после толку време, еве да кажам како се одржуваш, еве како ја одржуваш оваа фигура, значи не старееш многу внимателно. Мој впечаток е, јас те гледам, те следам. На преку една година се гледам. Имаш нов имидж, што ми се допаѓа исто така, еве, ако смеам да бидам и малку индискретен да си дозволам, ми заликуваш на една спортска легенда, можеби оние што следат фудбал ќе препознаат нешто на Јурген Клоп. Стварно? Добро, може е малце капата, брадата. Да. Така. Фала. Така. Да. Не знам како се одржувам. Па добро, се внимава на исхрана. Мора да внимаваш, тоа си ти таа фигура, не може да се појавиш во волна сцена. На тоа внимам, малку вежбање ваму таму, имав една операција, па се утре една треба да имам. Мислам не е ништо страшно. Спортска повреда? Па скоро ко спортска и затоа малце тоа ме сроза да не можам да вежбам. Но, знаеш јас каков сум? Например, немам снимање, па се опушташ. Тоа на сцена не е толку страшно. Имам снимање кога? Почнувам 18 февруари. Од 18 јануари јадам само тоа. Тоа правам. Значи, за МН вардам тозија, за 20 дена имам ослабнато 8 кг. Како дел на подготовка на улога нова? Да. Поставуваш режим Шминкерот, кој... од нашите најдобри шминкери, маскери, Горан Игнатовски, рече, колку можеш за снимање да ослабнеш? Зашто си као еден испосник се крие од зомбиња во шума. Викам, ке пробам, па ке видим. Сите викаат како ослабне? Не знам, со волја. Кога имаш јасна цел. И што значи тој режим на исхрана тогаш? Диета класична или аутофагија, нејадење? Не, јадење само протеини. Значи јајца, јадеш зеленчук, ништо страшно и малку вежбање. Јас не требаше да изгледам као да сум навежбан, требаше баш слаб да бидам. И сега низ годините доаѓаш во фаза на поголема сигурност или поголема ранливост кога влегуваш во секоја нова улога? Па да, на тоа да се навратим. Најбитно од се кога ќе сватиш дека ти не можеш да одработиш работно време во театар. Значи, одам јас таму и сега мене ми е работно време на шалтер. Фала, документче ти фали. Да се очукувате со картичките. Нема, работно време, ако ти идеш да одработиш, како некој обично работно време, публиката тоа го гледа. Мора да го одработиш како тоа секој ден да е нешто специјално, значи да бараш во себе секој ден нешто специјално на таа сцена. Значи на проба, не на представа, на проба која ќе ти идеш. И ти си играш така, како да ти е работно време, таа работна задача некаква. Нема тоа режисерот го препознава и не го дозволува тоа. Не може, мора нешто да биде специјално. Ке си ставиш нешто специјално во главата, вечерта тоа мора да го одиграш на сцена, вживо. Така да тоа кога ќе го разбереш, само така може да идеш нагоре. И најбитно од се да не се конзервираш.
Знаеш, има и колеги, и во секоја работа има тоа. Се конзервирам, јас сум добар и тоа е тоа. Мора да се караш цело време, мора да се... Да сакаш да бидеш подобра верзија од себе секој ден. Да, и секој ден после представа да имаш нова караница сам со себе. Добро, зашто ова тако, зашто ова го пропушти, зашто ова не го направи, па нели можеш ова боле, требаше ова вака да го направи. И да веројатно како што рече, кога ќе се почувствуваш тука во комфортна зона, да посакаш нешто надвор, да, што или така, посака и да не само до Ниш, туку до Белград. Не си за тука иди у Ниш. Добро. Постои ли од оваа перспектива сега погледнато назад еден момент во кариерата твоја која ја доживуваш како пресвртница? Како не поради успехот, туку нешто што се сменило внатре во тебе? Да кажеме во театар тоа е представата Темпирана опера на Васил Христов, да кажеме театар. Кога се случи тоа? Кога е таа? 9 2010. Мислам 9 или 10 беше. Да кажеме дека препознал тој, беше храбар и го препознал тоа што го носам јас, да го одиграм. Да кажеме на филм дека е трето полувреме, како голема улога. Коста? Да, Коста, но да кажеме дека потврда за тоа што сум го почнал таму е следната голема премиера на Добалчак. И потоа на филм следите што се редеа. А инаку вака како шоу бизнис, како ентертејник, јас додека бевме студенти, ние тоа не го презиравме, а едноставно тоа не ни беше така, не го ценевме многу тоа. Се случи многу случајно со Златна Бубамара, да кажеме, па тоа е голема пресвртница. Тоа може не ми донело улоги, но ми дало друга стабилност и самодоверба. Тоа што тоа првиот настап на Бубамара е 2006? 2006, да. Знаеш ти да имаш таа доверба од Ранко, земи едно дете 23 годишно, кое никогаш не го правило тоа, и да го ставиш на сцена пред 1600 луѓе и пред 2 милиона гледачи. Беше голем стрес, голем предизвик, но и голема поддршка од Ранко. Знаеш, Ранко цело време низ годините, јас не сум станал веднаш некаков си актер или звезда, не знам што. Тоа низ годините, он те подместувал лево десно, немој ова, немој таму да идеш, немој вака да правиш, знаеш. Он е многу добар советник, он многу добро ги гледа работите од страна, така да тоа му го должам на Ранко. Добро, таа доверба е оправда. Да, секако. Па да, добро, тоа е после взаемно. Тоа после е взаемно. И сега се подготвува нова Бубамара за нова 26 февруари. Ќе биде многу тешко за мене, зашто дента имам снимање во Белград. Треба да завршам, да дојдам, да одиграм што треба да се одигра на сцена, да доделиме награди, да се вратам веднаш, зашто утре дента пасувам 5-6 на снимање. Ранко само ми рече, само ако не брзаш, може. Ми даде совет. Немој да брзаш. И да не стигнеш, немој да чуем да си тргнал у толку, а у волку да си стигнал. Така да. Но ќе биде смешно. Ќе биде нервозно напнато, за да стасаш. Да, не, секако. Тоа публиката не, тоа публиката не го ни познава. Исто и на представа, на пример, кој ќе дојде некој ќе ми каже: "Леле, многу добро." Ја викам: "Не беше добра изведбата, имаше ваква грешка, не бевме расположени, не беше она, не беше она." Тоа они не знаат. Не знаат, не вика тоа, ние не знаеме, не. Почнавте со Ранко и со тимот да подготвувате сценарио за да бидат оние сегменти од настапот. Да, Ранко е започнат со гости, договорени со гостите, но ние не сме се собрали уште, не сме. Нешто имаме преписки и вака да биде ова, да биде. За да го направите делот на стендапот. Viber преписки, знаеш, Ранко имате идеи. Да, Ранко има стендап, Viber стендап има Ранко. Да. Едно време имаше аудио стендап. Знаеш како? Сега пише на Viber, а порано време откри аудио пораки. И ќе му текне добра идеја и ми ја снима цела. 12 минути мораш да ја слушаш. Да. Тоа беше откровение. Добро, од оваа перспектива сега повторно има ли нешто што сега свесно не би прифатила, пред 10 години не си се двоумил и си прифакал се и се што? Или кога би можел да му дадеш совет на тој Сашко од 2015 година, што би му рекол? Нешто би го поучил да не направи или да направи нешто различно? По прашање кариера? Па и генерално. Да, има сигурно најдобрите поуки ги извлекуваш кои ќе ги осетиш на свој грб. А тоа е улога која што не била за тебе, а си се полакомил, ама не си признал себе. Помлад не си проценил дека тоа нема да биде добра представа или добар филм, па си се нафатил, па после се нервираш дека тоа така изгледа. Има настани кои што сум ги водел и едноставно на сред настан сум рекол, ова не требаше. Не било за мене. Да, значи имало такви. Тоа све, да, секако дека има. Секако дека има грешки, но тоа се
како поминуваат годините, почнеш да го предвидуваш и ми е драго што луѓе ме разбираат. Кажам, не можам на тој настан да дојдат. Па знаат што е, или не мислам дека е улога за мене за оваа нова представа. Па добро. Добро, не мора да радиш. Тоа. Добро, и ако повторно се навратиме на стендапот, како гледаш на хуморот и сатирата во ова време на сериозни обштествени, па и генерално лични човечки предизвици? Има ли нешто што лично те може да те насмее или да те испровоцира до толку да направиш феноменален стендап? Па да, се случувало тоа. И никој Што те не знае. инспирира? Што е инспирација? Ме инспирира целиот живот. Јас некако на друг начин ги гледам работите. Еве сега во најновиот стендап само морам да кажам дека кој што уште се игра во МНТ, широк диапазон, а и низ Македонија во театрите и домовите на култура, воопшто не спомнувам ни еден збор од дневно политички збиднување. Зошто? Зашто видов дека на народот веќе му е преку глава и веќе ништо од тоа не им е смешно. И некако не спомнувам политика. Ме инспирираат работите што ги правиме. Да се смееме на собствена Еве јас на собствена сметка се смеам, на тој стендап и на собствена сметка се смеам за нешто што го правам, упорно го правиме, а тоа е или погрешно, или е многу смешно, или е доста апсурдно. Така да од животот, еве на новиот стендап се смеам на родителството, за приказните што ги раскажувам, колку се апсурдни, ги разработувам приказните. Се смеам на нашите апсурдности кога одиме на одмор, кога одиме, што правиме, што од друга страна кога го гледаш, тоа е смешно. Се смеам на тоа како во авион ми соопштува дека одиме со 650 на сат, што имам ја со таа информација дека надвор температурата е -42, што имам ја со таа информација. Зошто ти е таа потреба? Зашто би ја викам што дебе како излезете надвор на цигара, да знаеш да извадиш раката малку. Не, на цигара кој да облечеш едно џамаданче да. Или ако зирнеш низ прозор да не се замрзнеш. Да, не отварате прозор -42 надвор, ставате капчиња. Така да има многу. А не мислиш дека е потребна и здрава доза на сатира кога станува збор за политиката како општествен коректор, како порака? Тоа само како трейдмарк на Бубамара го оставив. Дури можеби за тоа се тргнав надвор да не се збори политика, таму е очекуван. И многу битно, таму се зборува во име на ентертејнинг. Така, во име на забавата, и таму секогаш имаме филтер, јак филтер кој што е Ранко, кој што не дава ти да звучиш безобразно, дрско или навредливо. Да се шегувате без да навредувате. Да. Но вака како твоја лична инспирација политика, не гледаш ништо смешно во политика? Па гледам, значи секој ден ти имаш некои изјави кои што се тотално повеќе банални отколку смешни. Повеќе банални веќе стануваат работите, зашто истото се повторува некако и затоа некако како помалку веќе таму да наоѓам инспирација, Може. Добро, а кога има настап на Бубамара, со ист адреналин, со ист жар на секоја Бубамара? Не на секоја Бубамара, на секоја представа, на секоја истото. Ако не си така, тогаш одиш да одработиш работно време некако во фирма, во фабрика. Не е тоа. Ако не е така, да. А на стендап што е најважно? Смеа, искреност, порака? Меѓусебен однос со публиката, со гостите? Во овој момент на оваа представа, претходната ми беше од друг тип. На оваа представа најбитно ми е кога луѓето тоа што го зборувам се препознаваат. И се препознаваат себе или го препознаваат тој до него. И кога се друштво, ги гледам преку седиште како му викаат другар, ти си оваков, ти си оваков. И се смеат на собствена смеа. Да, а секогаш гледам тоа да има и некаква поука, да не треба тоа да се прави во име на нешто. Инаку никогаш не разговарам со публика вака, зашто одлучи дека тоа е многу непријатно, повеќе тоа клубска работа. Знаеш, во клуб има една непосредна интеракција со публиката, као ти од кај си, како се викаш оваа жена ли ти. Во театар, знаеш, они се дојдени, платиле карта, јас сега да го малтретирам некого, да го исмевам и тука да го изложувам на подсмет. Мислам дека не ми беше некако доблесно и воопшто немам интеракција. Но тоа што работиш стендап, што создаваш сам стендап настапи и што играш комични улоги, те прави ли различен, посебен, стално да гледаш од смешната страна на нештата или знаеш да бидеш сериозен и тажен и изнервиран многу и секако, како и секој човек. Јас сум нормален човек. Значи сите ја сретнуваат сопругата. Леле, кој знае колку ти е смешно. Тебе со него дома, уопшто не е смешно. Не е смешно, нормално се место. Нормално ја некои работи правам да кажеме, на детето му раскажувам приказни од другата страна, малку извртени, нели, за Рапанзел, па измислена приказна за незините 14 принца. Сега тоа е интересно дома, но секој може да биде и тажен
И треба да биде тажен. Секој може да биде изнервиран, а и треба за нешто да се изнервира. Секој може да биде дозволено му е да биде избувлив, дозволено на секој човек, јас мислам тоа. Знаеш, луѓе кои ќе ме видат, па Кажи ни тоа некој ќе се не за тоа, не, него ќе ме видат, не знам, да подвикнам некаде. Например, ќе застанам на каса, на паркинг, не знам што е, како бе викам тука, бе, деца влегуваат, бе викам. Дете треба да влезе во школски двор, ти се паркираш во школски двор. И овака, не им е својствено. Зашто вика, чекај, овие зборови не се твои, ова тебе. Знаеш, се фрапираат, овие зборови не ти одговарат. Не слушаш што му зборам, него чекај, овој е друг Сашко, ствари, ова е нормалниот Сашко, така. Некоја правди на се. Сашко Коцев човекот, а не Сашко Коцев фактор, односно Да, комичар. Да. Добро. Се кажавме? Па не, јас сакам уште нешто. Ајде. Да кажам, Повели? минатата година имав една немила случка, немил настан, сигурно сте запознаени в медиуми, имав конфликт и тоа со полиција. И би сакал јавно да им се извина, затоа што беше едно недоразбирање. Ама иако јас не сум разбрал во тој момент, не сум согледал што се случува околу мене, јас секако не сум во право и они се секако во право, затоа што тоа се службени лица кои извршуваат должност. И така да им се извинувам, дури значи тоа е една дамка што јас ќе ја носам цел живот, таа моја некоја непотребна дрскост, неинтелигентна дрскост, несвојствена за мене, не знам точно јас што Добро, се случува секому, како што рече, и да биде и тажен, и изнервиран и се, меѓутоа доблесно е ова што се извинуваше. Па да, доблесно беше од нивна страна што решија така интелигентно тоа да се расчисти. Дури им честитам на трпеливоста и професионалноста во моментот. Ја да било обратно, ја да сум бил полицајец, да дојде тука некој да ми свирне, што е ова бе? Омо залепам еден шамар да го освестам, така да вистина ми се извинувам, тоа е моја грешка и од таа случка најмногу јас изгубив. Така да. Меѓутоа убава порака до сите, бидејќи генерално имам впечаток дека на луѓе како на менталитет и како општество ни недостига чувство за лична одговорност. И добро е што согледуваш дека си направил погрешна проценка, си направил како што сам ја нарекуваш глупости, сега јавно се извинуваш за тоа. И тоа е многу доблесно. И добра порака испраќаш како јавна личност, како човек кој има свои фанови и следбеници, дека треба така сите, ако сватиме дека сме погрешиле да се извиниме, веројатно. Секако на било кого. Посебно на овие лица службени, знаеш, ние имаме тоа. Не знам од кај се горен тие остатоци од социјализмот, тоа, знаеш, една стереотипија, полицаец, не викаме полицаец, джандар викаме. Знаеш, тоа е од муавет од пред 40 години, знаеш, се работите со. Меѓутоа и генерално, не само кон службени лица, кон полиција, туку и генерално, секогаш бараме друг да биде одговорен или виновен за нешто, а ние сме секогаш. Не, и ние како нација сме, кога јас го правам ова е оправдано, а друг кога го прави не е оправдано. Се паркираме тука да се купи кифла у пекарата, сега видов кај телевизија. У пекарата да влезе. Он да е пешак, ја да влезам така у пекарата со кола, очи ќе ти извади. Значи малку тука, значи имаме една неодговорност. Ние не знам колку комуналци да имаме вработено, ние не може да изчистиме. Зашто децата не ги учат. Не можеме да изчистиме. Не може од бурек вака да го испрелјаме, да извалкаме. Не може тоа, мора и ние да се сме, мора детето да го воспиташ. Супер, еве, со една доблесна порака за крај на оваа емисија. Ти благодарам многу за времето, за убавите зборови, за сите информации што ги споделивме и за сите најави, за све што те очекува и ние што можеме да го очекуваме од тебе. Ти посагувам многу успех во натамошниот период од кариерата. На сите полиња, и на телевизија, и на филм, и на театар. Ви благодарам и вас и како телевизија тебе Горан, секогаш сме тука едни за други кога треба да се спроведи информација. И кога треба еден ваков разговор, обичен разговор да се направи, секогаш пријатно се чувствувам и на драго срце доаѓам. Задоволството беше моја. Ти благодарам јас. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Ви благодарам за вниманието. Останете на фреквенцијата на Телма, имајте убав ден. Со да си кажеме, се гледаме утре во истиот термин.